Ова видео е снимено летото 2022 година и покрај силната болка 9-годишната Вероника се обидува да ја движи раката. Незиниот физиотерапевт Сергеј Куда и помага. Таа била со своите роднини во засолниште за бомби. Целото семејство 9 луѓе. Сведоците велат дека тенковска граната го погодила засолништето. Гранатирањето се случило во април 2022 година во Угледар, град во регионот на Донбас. Семејството на Вероника се криело од експлозија во подрумот на стамбена зграда. Биле 9 мина. Низините баба и дедо ја штителе за време на нападот. Тие, заедно со родителите, тетка и чичковци починале. Вероника била единствената што преживеала. Бабуся Нина була. Баба Нина беше таму. Тато Антон исто така. Не се сеќавам на мајка ми. Таму беше тетка Ања и вујко Олег. Или можеби тоа не беше Олег. Не знам. Вероника била донесена во болница во критична состојба со фрагменти од граната во главата и вратот. Таа поминала неколку месеци во детската болница Свети Никола во Лавов, повторно учејќи да оди, да движи предмети и да се смее. Првиот медицински сојуз во Лавов, здружение составено од голем број на болници, стана најголемиот медицински центар во задниот дел на Украина. Од почетокот на војната отвориле центар за рехабилитација и одел за педиатриска рехабилитација. Една од медицинските сестри на Вероника се сеќава на травматизираното девојче. Кожен ранок ми преходили ми ще... Кога влегувавме секој утро, таа не чекаше. Кога си одевме, таа плачеше. Знаејќи дека нема каде да се врати, беше тешко да ја кажеме дека одиме дома. Една година по незиното лекување и закрепнување, Вероника се уште доаѓа во болница за да ги посети луѓето кои ја спасиле. Денес таа живее во дом за згрижување и оди на училиште. Пред една година и било тешко да замисли дека ќе живее разумно, нормален живот. Познавам многу луѓе овде, мои пријатели. Денес е најдобриот ден за мене. Вероника е едно од 350 тешко ранети деца кои лекарите од Лавов ги спасиле откако Русија ја нападна Украина. Физиотерапевтот Куда се сеќава на сите нив. Никогаш не заборавам. Сите тие станаа дел од нашите животи. Игор Кошивка, заменик директор за рехабилитација, вели дека првиот медицински сојуз исто така се обидува да собере $950,000 за набавка на опрема. Якщо ми говорили про... Предходно обезбедувавме рехабилитација на 600 пациенти годишно. Сега, благодарение на оваа експанзија, им помагаме на околу 1200 пациенти. Според УНИЦЕФ, повеќе од 1000 украински деца се повредени, а 525 загинати, откако Русија ја започна инвазијата во февруари минатата година.